Стъканди или се затна. Чита Александар Станойков. Еден сиромав човек тргнал да шета по некоја планина многу висока. Одил неколку дни и излегол на врвот од таа планина. Кога излегол на врвот од планината, кога ти гледате едно широко поле, докај му око гледало, толку што било големо. Што имало една убава миризба од тие убави цвеќиња, дури тажновина беше му паднало. Тргнал да оди низ тие убави цвеќиња, дури му било грев да гази со нозе, арнама бидејќи пат праен немало, сакал неќел, одил по цвеќињата и по убавата блосоена трева. Гледал напред, гледал налево и надесно и видел наоколу на тоа поле едно до друго наредени чешми. Толку многу што биле, што не било чаре да можело да се избројат. Прси плева биле. Колку звезди на небо, толку чешми таму имало. За чудење било, брате, за чудење. Се приближал крај чешмите човекот и гледал која како течат. Една шопурка течела како некоја силна река. Друга помалку од првата, треќа помалку од втората, четвртата помалку од третјата. И така, сите чешми течеа која од која помалку, што до најпослежната да капит со голема мака, а најпослежни имало затнато ич да не капат, и сушени биле. Никако не му текнувало на човекот, оти така да течат тие безброј чешми, одел околу наоколу и гледајќи тие чешми, мислејќи си за нив, си ја вртал главата и сам со себе си велел: шо ана, какви ќе бидат овие чешми овде во оваа пустелија? Кој ќе беше тој човек што и направил олкува чудо чешми? Чудна работа ќе биде оваа. На тоа размислување од сиромајо чул еден глас од човек од средето на полето. Еј, човече, му свикал, што се чудиш толку за чешмите? Ја ела вамо кај мене да се видиме, му рекол еден стар човек што седел таму како да го варди тоа место. Стариот бил со една бела брада од појасот уште подолу. Слушајќи човекот гласот стариот, се израдувал дека видел во тоа поле големо човек и на часот отрчал таму. Откога се здравувале се му обетисале, го прашал сиромајот стариот заошто се толку чешми и кој е тој што и направил и заошто едни течат толку многу, а друзи малку и дури едни ич не течат. Лели ме прашаш, пријателе, му рекол стариот, ќе ти кажам, ама атр не треба да ти останете. Тие чешми се направени од Бога за да покажуваат късметите од луѓето. Чунти колку луѓе има по веков и толку чешми су направил наспроти късметот од луѓето. Ете, за тоа су ми направил тие чешми, пријателе. Кој чул тие збори човекот од стариот, се уверил во тие Господ. Ќе те молам, Господи, му рекол како дури нажалено, ако е кабил, кажи ми ја и мојата чешма да си го најдам късметот. Пеќе, пријателе, му рекол Господ, ела по мене да ти ја кажа. Оди сиромајо по Бога и му ја кажал чешмата негова. И веднаш се изгубил Господот пред него. Тогај сиромајо на здраво веќе беше се уверил, оти стариот бил Господ. Пустата чешма од сиромајо само си капела ретко вода. Многу мака му било на сиромајо дека му капела чешмата негова. Гледал одзади да не нешто има некој герис да го подистрибит и да му течит поеќе вода. Немало, чунче сите чешми биле во најголеми спили направени. Откога видел сиромајот и одзади не може ништо да стори, му застана обстрели и почна со стапчето да го пикува во шопурката, да го раздупи внатри да течи поеќе вода. Дупил, ништо не можел да изви однатре, како песок или ѓубре нешто. Ватил да дупи као со лутина и туку трак, стапчето се окршило внатре и се затнало шопурката и капката што капела заптисала. Де море, алде, пусти сиромав, која видел ти капката запре и видел ти не могол да ја отми шопурката, се мераклисал и трештил да бега, велејќи,
Тъканди, тъканди, тъканди. Демек, се затна, се затна, се затна. Вака викајќи, одил и шетал од град на град и дошол во Стамбул, та тамо го ватели и го клалекал у лаите во Дима Раане и за некое време си дошол на себе си остревал. За улаите луѓе кои и пуштале, требало да се извои пред царо, да и види оздравеле, да после да и пуштат. Така бидејќи, го изваиле и сиромајо пред царот. Бре, човече, му рекол царо, еве сега си оздравен. Кажи ми, што збор ти беше тој што го велеше Тъканди? Да ти кажам, честити царе, му рекол сиромајо. Шетајќи по една планина неколку дни наред, излегов на врвот од планината и најдов едно големо поле што око човечко не ќе видело. Полето беше широко до кај што ми око гледаше, убајна на тие цвеќиња и таа не ќе имат на веков. Таа убава мирис баш идеше од тревата, та жноина дури да ти падне. Со еден збор да ти кажам, честити царе, рај на земјата треба да беше. А пак во тоа широко поле имаше безброј чешми околу наоколу. Секоја шопурка течеше вода. Некоја од мерата надвор многу течеше. Која малце помалку до најпосле од капчи да капите од едни шопурчи и до суи да бидат ичта не капи. Видувајќи јас тоа нешто, многу чудно ми дојде, одев околу и се чудев, туку, ми се јави нешто, многу чудно ми дојде, одев околу и се чудев. Туку ми се јави Господ, препраен на стар, со една бела брада, долго до подпојас, и ме викна при него среде во рајо, кај што седеше, и ме праша заошто толку се чудам на чешмите. Зашто се толку чешми, му реков Господи? Тие чешми се пријателе късметите од луѓето, рече. И јас тога го прашав да ми кажи кој е мојо късмет. Кога ме чути сакам да ми го кажи мојо късмет, ме однесе при една чешма што капеше по некоја капка вода. Еве ти го твојо късмет, пријателе, ми рече, и туку го нема од пред мене. Тога јас го узнав од тие Господ, тој старец што го најдов таму. Гледајќи јас оти капи чешмата моја, пикнав едно стапче внатре да ја раздупам, да протечи поеќе, и буцкајќи се подкрши стапчето внатре и веднаш пресекна и капчите што капеа. Ете, од тој себап, честити царе, се ме раклајсав и шетав по градои и села и викав Тъканди. Од кога го изслушал царот сиромајо, му рекол, еди будала, човече, да од тоа нешто да се ме раклајсаш ич бидува, ти треба сон да си гледала, не нешто друго. Късметот од човекот е во раката негова. Ако сака, ќе се обогати. Ако не ќе се осиромаши. Еве, јас сега твоето верување да ти го расипам и да те обогатам, да веруваш од и тоа што си го видел сон е, а не вистина, му рекол царот. На, земи го оваа ѓуле и врли го низ пенџерево, доколку што можеш и до толку куќи и дуќани ќе преврлиш, од сите тие, иратот и верџијата и сета друга даванина, ти да ги земеш и да живееш пашаиш. Да ти го извам стапчето од чешмата и да не капјам и да тргат. А, пријателе, усили се и врлај. Кога чу сиромајо тој збор од царо, го зел ѓулето в рака и кога се затрча од поскраа низ пенџерето, тичи кога исповрте со рака и го фрли ѓулето, тичи кога го удри во черчевето од пенџерето и од силното удрување се врати ѓулето и право в чело го удри и го отепа. Туку си падна сиромајо умрен пред царот. Вистина Тъканди на тој сиромав късмето, рекол царот. Чунчи, не би късмет да преврли овие куќи и дуќани да биде богат. Ете што рекле турците, късметен зијаде олмаз. Демек, од реченото друго не бидува.